Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Во ова видео ќе зборувам за тоа колку заработувам јас на YouTube. Често се провлекува тоа прашање во коментари, во неврзан разговор со луѓе и ете во ова видео сакам да ви одговорам колку јас заработувам. Знаете многу YouTube креатори кои што се расфрлаат со пари, ќе почнам од нив, и сите мислат дека поради тие неколку YouTube креатори кои што се расфрлаат со многу пари, дека сите заработуваме по толку. Тоа не е точно. Тие YouTube креатори заработуваат затоа што промовираат коцкање и секој корисник кој што преку нив ќе се коцка, они добиваат одреден процент. Па така како што знаеме, коцката е широко распространета кај нас и они преку тоа коцкање заработуваат многу големи пари. Зборувам за тие јутубери кои што највеќе се расфрлаат со пари. После нив има јутубери кои што имаат спонзорства од одредени фирми, исто така и тие заработуваат убави пари, и на крајот се YouTube каналите како мене, кои што немаат спонзори, кои што често снимаат теми кои што се така наречени контроверзни, како што е забранета историја, како што се случувања кај нас во светот кои што никој не ќе да ги коментира, а ја ги коментирам, како што е грабежот на нашите артефакти и слично. И така јас се ставам во тие најдолни канали кои што заработуваат само од прегледи. Сега да се заработи од преглед на YouTube, канал како мојот заработува од $0.5 до $1 за 1000 прегледи. Тоа е тоа. Тоа е таа заработувачка што имам, и плюс се заработува од тие членови на каналот кои што плаќаат месечна претплата. Јас на мојот канал имам месечна претплата од 100, од 300 и од 1200 денари. И право да ви кажам, јас мојот канал обстојува благодарејќи на тие луѓе, затоа што, како што реков, моите теми се малце контроверзни, малце различни, никој не ќе да се замерува со влади, никој не ќе да чепка во забранета историја, па така многу е тешко јас да најдам спонзорство. А како што гледате, за 1000 прегледи зимам од $0.5 до $1. И главниот приход или можноста да имам YouTube канал и да обстојувам се должи на моите членови. И за тоа сум и благодарен. Како што кажав, ако не беа членовите, многу тешко мојот канал ќе обстоеше и ќе се развиеше. Значи, мојот скромен мал канал YouTube зависи директно од членството. Од, како што кажав, од монетизацијата на YouTube зимам многу малку. Колку пари плаќа YouTube за 1000 прегледи зависи од тоа колку е долго видеото и колку луѓето го гледаат и колку ги гледаат рекламите што се појавуваат во видеото. Например, ако ги гледате видеата мој до крај, ако ги гледате рекламите што се појавуваат, YouTube ќе го качи тој праг, па така тие што имаат популарни подкасти, кои што луѓето гледаат по саат, по 2 видеа, тие заработуваат и многу повеќе. Не знам колку, ама сигурно $3 до $4 за 1000 прегледи, што е солидно. Јас, како што кажам, спаѓам во таа најдолна група на канали, кои што кубури со екзистенција на овој YouTube простор. Не се жалам, само го кажувам, тоа е факт. Јас сум снимал и со обичен телефон, како што знаете, и сум патувал и аутостоп за некои видеа. Не се жалам, тоа е тоа. Ако сум решен нешто да го правам, ќе го правам. Туку само ви кажувам колку јас заработувам. Значи, заработувам од $0.5 до $1 за 1000 прегледи. Тоа е реалноста. Секако, кој што знаеме, има јутубери кај нас кои што заработуваат многу повеќе, меѓутоа тие се занимаваат со идиократија. За жал, сега идиоти има највеќе и најлесно е да успееш во таа идиократија. И што е најчудно, YouTube алгоритмот, доколку зборувам за некоја историска тема, доколку зборувам за Македонија, за Балканот, не ме промовира. А доколку имате
контент или сексуален контент или провокативен, кој што спаѓа во рамките на тој мејнстрим или идиократија, тогаш YouTube алгоритмот ќе ве промовира и ќе имате уште толку многу прегледи. Значи, на крајот од денот се зависи од луѓето кои што директно ве поддржуваат, како што се членови и луѓе кои што ве гледаат редовно и коментираат, и YouTube алгоритмот. Доколку YouTube алгоритмот ве бутка, тогаш ќе имате многу прегледи. Тоа YouTube алгоритмот ве става на главната страна на YouTube, па така многу луѓе можат да го видат вашето видео и да го кликнат и со тоа да заработите. Јас за жал спаѓам во таа полузабранета зона на канали, можем да ја наречем, на YouTube канали, така да мојата заработувачка е едвај за да преживее YouTube каналот, односно да покријам некои основни трошоци. А секако тоа не ми ја гарантира иднината, за разлика од овие канали кои што трупаат многу пари и кои што создаваат се поквалитетни и поквалитетни видеа. Иднината на каналите како мојот е ограничена. Меѓутоа, тоа е се одлука на публиката. Ако нема публика за забранета историја, ако нема публика за теорија на заговор, ако нема публика за скриени забранети теми, ако нема публика за критика кон власта и кон сето она лошо што се случува кон нас, тогаш ворете да ги нема и тие канали. На крајот од денот, вие одлучувате што ќе се развива понатаму, односно вие секој ден идете на гласање. Значи, YouTube е како ден за гласање, вие станувате и одите на YouTube и гласате за тоа што ќе има на тој канал и што ќе биде најгледано со вашиот избор, односно со вашето кликање. Значи, вашиот клик е гласање, луѓе. И вие имате таа моќ да одлучите на крајот од денот, доколку вие одлучите канали како мојот да ги нема, тогаш и тоа е окей. Тогаш тоа е супер, затоа што ние покрај тоа што не заработуваме, ние сме соочени со голем притисок, со голема критика од многу центри на моќ, затоа што се чепкаме на места на кои што они неќат да бидат чепнати, односно отвараме некои теми кои што сакаат да бидат затворени, а тоа е нашето потекло, нашата историја, неправдите што се случуваат, работите кои што се прикриени, а треба секој да ги види и слично. Значи, се на се забранети и заборавени теми кои што тие центри на моќ ги прикриле. Канали како мојот, не викам нека јас сум единствен, има уште канали како мојот, секоја им чест, не знам они како успеваат и како буткаат, меѓутоа ете јас буткам на тој начин, а толку заработувам, се надевам дека ви ја задоволив љубопитноста и се надевам дека во иднина повеќе ќе ме поддржите преку претплата, преку станување членство, мене и другите канали како мојот. Ако не, да сме живи и здрави, ќе буткаме до кога можеме, ќе истражуваме до кога можеме, затоа што сите имаме некој праг на толеранција и сите имаме некоја желба за живот надвор од YouTube-от. Не може YouTube-от да ни стане главно место на живење, така да тоа е тоа. Се надевам дека ви се допадна одговорот, се надам дека ќе поддржите мене и слични канали како мојот, а се помалку ќе поддржувате идиократија, затоа што јас лично не сакам да станеме идиократска нација, да не заборавиме кои сме, затоа што дрво без корен ветерот лесно го бутка. Ете, со оваа мудра мисла го завршувам видеото. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.